Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата од Ньюкастел и околината. Почитувани слушатели, да најавиме нешто за законските правила во однос на коронавирусот. Ова посебно се однесува за во нашата црква овде во Ньюкастел, дека при секоја посета треба да оставите ваше име и телефон на списокот кој е поставен во храмот пред да запалите свеќа. Многу важно да бидете информирани за било каква работа во врска со вирусот. Ви благодариме за разбирањето. Едно соопштение од Генералниот комитет на нашата заедница, заедно со свештеникот Пецо Петровски, ве обавестува дека за Богоројца 28. другиот петок, името на нашата црква ни спаѓа 50 години од кога се отвори црквата и културниот центар. Исто го славиме 60 години од кога почна првата управа на нашата македонска заедница во Ньюкастел. Најавуваме дека прославувањето за нашиот јубилеј ќе биде по неколку месеци због заштита од коронавирусот. Службата за Голема Богородица ќе биде во петок 28 август со почеток во 9 сатот за бајлето. Ве молиме сите верници што имаат желба да бидат присутни во црквата, дека колку што можете да се употребувате маски на лицето за време на црковниот пристој и да внимавате дека ако имат повеќе од 40 верници и ако чекаат надвор за да влезат, мора после палење свеќи да се напушти црквата и да му пуштат место на другите верници, исто да влезат и да запалат свеќи. Исто собирот во дворот пред црквата ќе биде забрането ако има повеќе од 20 верници. Ви благодариме унапред за вниманието. А сега да проследиме едно писмо од митрополитот Дебарско-Кичевски и администратор австралиски Сиднејски Тимотеј. Ми представува чест како архиереј на Македонската православна црква Охридска архиепископија, односно администратор на Австралиско-Сиднејската епархија, што можам да ве поздравам, а истовремено да ви го честитам големиот
јубилеј 60 години од основањето на македонска заедница во Њукастел, исто 50 години од осветувањето на Македонската православна црква Пресвета Богородица во Њукастел, Австралија и формирање на културниот центар при општината. Македонскиот православен народ со векови се бори за зачувување на својот идентитет, вера, култура, јазик и самоопределување. Борбата за зачувување на овие високи и безценети вредности не помалку се одвиваше и се одвива и во демократската Австралија. Вашата црква и заедница во многу нешта придонесуваше и придонесува за негувањето на традициите и зачувување на идентитетот на македонците во Њукастел и во Австралија воопшто. Токму затоа овие големи јубилеи ми причинуваат и мене посебена радост, иако не сум во можност физички да присуствувам со вас и да ја споделам ова радост, инаку не сум се наоѓајќи се духовно и со мислите со уште повеќе ќе се зацврстувате во одржувањето на македонскиот бит и зачувување на верата и идентитетот на македонците во Австралија. Се молиме на свешеникот Господ, Севишниот Господ Исус Христос и неговата пресвета мајка и на нашиот патрон Свети Климент Охридски, чудотворец, да ви дарува здравје, слога, љубов и уште повеќе сили да се зацврстуваат и да напредуваат на црковно и национално поле, со архиописки благослов од митрополитот Тимотеј. А сега нешто да проследиме од поновите вести од Македонија. Јакимовски вели: со оваа влада може само да ни се случи грчко сценарио. Македонија е пред банкроп. Заев мисли дека премиерското место е негово и гледајте како се бори со раце и нозе. Цела влада даде, знаете што значи да го дадете Министерството за финансии, па цела влада ви е Министерство за финансии, а тој истиот даде и име и идентитет и дијаспора, нагласи Стефче Јакимовски, председател на Гром во емисијата Само вистина. Јакимовски додаде дека Заев ја навредува интелигенцијата на македонските граѓани. Ако го немаме Министерството за финансии, немаме ништо. Премиерот не ја води владата, министерот за финансии ја води. За било која ваша политика вам ви требаат пари. Ако министерот за финансии вели дека нема пари, тогаш вашата политика не може да помине, нагласи Јакимовски. Јакимовски потсети дека владата, предводена од Заев, премногу ја задолжи државата, па и се очекува и грчко сценарио да се случи и во Македонија. Ова држава ќе стане презадолжена, ова држава ќе стане грчка, посочи Јакимовски. ВМРО ДПМН вели: новата коалиција Заев Ахмети е за продолжување на старите навики на криминал и корупција. Ова нова коалиција Заев Ахмети е за продолжување на старите навики на криминал и корупција, реагираат од ВМРО ДПМН, откако претходно СДСМ и ДУИ постигна договор за нова влада. Единствениот и најголем именител на коалицирањето се криминалот и лагата. Ќе подсетиме дека Заев за ДУИ пред изборите рече дека пет пари не вредат, а ДУИ за СДСМ рече дека се криминалци. Значи, државата ќе добие влада која пет пари не вреди и која е криминална. Што се однесува до укинувањето на пржинската влада и премиер Албанец, самиот пржински модел беше договорен меѓу опозицијата и власта. Заев нема право без консултација со опозицијата и меѓународниот фактор, кој беше гарант на тој модел, да го укинува еднострано и да го пазари во договорот за неговата влада. Од тука се работи за уште една нова спектуларна лага на двајцата лидери која има цел да се оттргне вниманието на крими коалицијата која ќе ја формира владата. Оние кои 4 месеци на оглас откриваат која гради дивоградбата во Мавровска, која не никне пред очите на целата јавност, сега ќе управуваат со буџетот на сите, ќе ја злоупотребуваат и крадат иднината на сите. Ваква крими коалиција е новото
цунами во државата. Што се однесува до ветувањето за испитување на потеклото на имот, тоа е предлог на ВМРО ДПМН уште пред една година. Кога тоа беше предложено од председателот Мицковски, Заев тогаш рече дека можело да се испитува потеклото на имот и со постојани закони. Сега тој брза со ова решение за да тој го води процесот на испитување и да го сокрие сомнителниот и криминалниот имот на сопственото семејство. Еве да ја кажеме целта на тој закон кој ВМРО ДПМН ќе го предложи во првата прилика во собранието. Тој закон треба да се носи за Зоран Заев и криминалната дружина и таквите како нив кои преку ноќ се обогатија на грбот на народот. Овие крими као Луција е со времен рок на трајање и за еднократка употреба, велат од ВМРО ДПМН. Почитувани слушатели, да ги проследиме и желби и честитки. Со песната "Ќерка ми е мажа", на ќерката Кристина Ѓоргиевска и го честитаме бракот со Ентони Морополис и на двајцата им пожелуваме љубов, слога и добра среќа да имат во нивниот млад живот. Исто и добар напредок да се имат во иднина. На родителите од Ентони, Џон и Елан и братот Димитри со фамилијата им ја честитам убавата голема радост. Овие убави желби се испратени од се срце од мајката Славка Ѓоргиевска. Кон убавата честитка се придружуваат и сестрите Тања и Оливија со нивните фамилии. Денес сватба правам, ќерка ми ја мажам, роднини пријатели на сватба веканам. Денес сватба правам, ќерка ми ја мажам, роднини пријатели на сватба веканам. На љубава си денес, ќерко моја мила, кај те гледам невеста, облечена во свила. Честитки за среќа, ќерко моја мила, до година крштевка, желба наша била. Вино и ракија, наполнете чаши, да се живи здрави младенците наши. Вино и ракија, наполнете чаши, да се живи здрави младенците наши. На љубава си денес, ќерко моја мила, кај те гледам невеста, облечена во свила. Честитки за среќа, ќерко моја мила, до година крштевка, желба наша била.
Veseli se svate, napi se bez mera, a ti kume napred, zaigraj somera. Veseli se svate, napi se bez mera, a ti kume napred, zaigraj somera. Na ljubav si denes, kjerko moja mila, kaj te gledam nevesta, oblečena vo svila. Čestitki za sreća, kjerko moja mila, do godina krštevka, želba naša bila, želba naša bila. Со песната Свадба весела на внуката Кристина Ѓоргиевска и го честитаме бракот со Ентони Морополис и на двајцата му пожелуваме љубов, слога и добра среќа да имат во животот. Воедно добар напредок да се имат во иднина и на сестрата Славка и внуките Тања и Оливија со нивните фамилии им ја честитаме убавата голема радост. Исто и на родителите од Ентони им ја честитаме големата убава радост. Овие желби ги испраќа тетката Милка, тетинот Ванчо и брачедот Владко. Кон убавата честитка се придружуваат и брачадата Даниела со фамилијата сите од Швајцарија. Cela nedela,
Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Голема свадба правиме. На внуката Кристина Ѓургиевска и го честитаме бракот со Ентони Морополис и на двајцата им пожелуваме голема љубов, слога да се имаат во нивниот млад заеднички живот и добро напредување да се имаат во иднина. На сестрата Славка со внуките Тања и Оливија со нивните фамилии им ја честитаме убавата голема радост. Исто голема радост честитаме и на Ентони родителите. Овие убави желби се испратени од војкото Џоре, војната Славица и брачедот Аце. Кон убавата честитка се придружува и брачедата Кате со фамилијата Сите од Швајцарија. Od sestra ti slušni dolgo što ne mi te videla, da do frakana momče mene što mi prilega. Sakam tebe mili brate da te kanam na svadba. Sestro moja, sestro mila, zvezdo moja najsvetla, od radost za tebe solzi mene mi potekoa. Čekajte, sestro mila, ebe doma doaѓam, твојта свадба ден е, сестро, долго јас што го чекам. Грмнете силно тапани, писнете сурли до небо, денеска свадба правиме, сватови дома ќе чекаме. Мајко и татко станете, оро македонско фатете, секој нека чуе, разбере, голема свадба правиме. Помишли, мили брате, каков живот имавме. Со мајка и со татко, што ли се не поминавме. Помнам, сестро, златна сестро, како да заборавам. Ем со добро, ем со лошо, животот не дарува. Грмнете силно тапани, писнете сурли до небо, денеска свадба правиме, сватови дома ќе чекаме. Мајко и татко станете, оро македонско фатете, секој нека чуе, разбере, голема свадба правиме.
Со песната Тапан грми. На внуката Кристина Ѓоргиевска ја честитаме бракот со Ентони Морополис и на двајца да им пожелуваме долги среќни брачни денови, а воедно и добар напредок да се имаат во иднина. На сестрата Славка, заедно со внуките Тања и Оливија со нивните фамилии им ја честитаме убавата голема радост. Овие желби ги испраќа тетката Велика. Исто така кон честитка да се придружува и брачедот Оливер со фамилијата и брачедата Светлана со фамилијата Сите од Швајцарија.
А сега, почитувани слушатели, да ја слушнеме најубавата и најнова песна на Сузана Спасовска. Песната носи наслов Девере, девере. Да ја слушнеме. Тоа беше желба од нашиот редовен слушател на нашето македонско радио Слаѓан Станишковски. Песната на Сузана Спасовска Девере, девере. Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата од Њукастел и околината. Генералниот комитет на нашата заедница заедно со свештеникот Пецо Петровски ви обавестува дека за Богоровица името на нашата црква ни спаѓа 50 години од кога се отворе црквата и културниот центар. Исто славиме 60 години од кога почна првата управа на нашата македонска заедница овде во Њукастел. Исто така прославувањето за овие јубилеи ќе биде по неколку месеци због заштита на коронавирусот.
Службата за Голема Богородица, која е петок 28 август, со почеток во 9 часот, ќе биде во тој ден на 28 август, петок, и се замолуваат сите верници што имат желба да бидат присутни в црква, дека колку што можете да се употребувате маски на лицето за време во црковната служба и да внимавате дека ако има повеќе од 40 верници и ако се чека надвор за да влезат, мора после палење свеќа да се напушти црквата и да му пуштат место за другите верници исто да влезат и да запалат свеќи. Исто собирот во дворот пред црквата ќе биде забрането ако има повеќе од 20 верници. Ви благодариме однапред за вниманието. А сега да го проследиме писмото од митрополитот Дебарски Кичевски и администратор австралиско-сиднејски Тимотеј. Тој вели: почитувани браќа и сестри, ми представува чест како архиер на Македонската православна црква, Охридско архиепископија, односно администратор на Австралиско-сиднеската епархија, што можам да ве поздравам, а истовремено и да ви го честитам големиот јубилеј 60 години од основањето на Македонската заедница во Њукастел, исто и 50 години од осветувањето на Македонската православна црква Пресвета Богородица во вашиот град Њукастел, Австралија, и формирање на културниот центар при општината. Македонскиот православен народ со векови се бори за зачувување на својот идентитет, вера, култура, јазик и самоопределување. Борбата за зачувувањето на овие високи и безценети вредности не помалку се одвиваше и се одвива и во демократска Австралија. Вашата црква и заедница во многу нешта придонесуваше и уште придонесува за негување на традициите и зачувување на идентитетот на македонците во Њукастел и во Австралија воопшто. Токму затоа, овие големи јубилеи ми причинуваат и мене особена радост, иако не сум во можност физички да присуствувам со вас и да ја споделам заеднички ова голема радост, наоѓајќи се духовно и со мислите со вас. Ви посакувам уште многу успеси на секое поле, а верувам дека во иднина уште повеќе ќе се зацврстувате во одржување на македонскиот бит и зачувување на верата и идентитетот на македонците во Австралија. Се молиме на Севешниот Господ Исус Христос и неговата пресвета мајка и на нашиот патрон Свети Климент Охридски чудотворец, да ви дарува здравје, слога, љубов и уште повеќе сили да се зацврстувате и да напредувате на црковно и на национално поле. Со архиописки благослов, митрополитот Тимотеј. Сега нешто да проследиме од поновите вести во Македонија. ВМРО ДПМН вели: пропаѓањето на Евростандард банка е поради скриени бизнис интереси на одредени структури блиски до власта. Обвинителството молчи. Пропаѓањето на Евростандард банка е поради скриени бизнис интереси на одредени структури блиски до власта, а истовремено обвинителството молчи. СДСМ кокаинска директор на Шилегов и Сим СДСМ фатен во кокаин. Приватна струмичка агенција за обезбедување блиска до власта зела тендери со висина од 21 милион евра од джепот на граѓаните. Венко Филипче е одговорен за неуспехот во борбата против коронавирусот, бидејќи единствено на што е посветен се парцелите и хациендата во Нерезе. ВМРО ДПМН предлага 3 модули за образовниот процес, физички, комбиниран и онлайн. Владата нема ниту план, ниту смелост да го имплементира и да превземе одговорност за учесниците и учениците да не губат година. СДСМ изјави свесно ја покачија цената на електрична енергија само за да делат профит над 21 милион евра преку струмичката агенција за обезбедување. Во анализа
Како се градеше учеството на албанските политичари во владите на Македонија? Јавноста е во исчекување на составот на 13-та влада од независноста, ако се исклучат овие две технички влади по принципот на Пржинскиот договор. Како и по секој изборни циклуси, клучен е политичкиот договор за постизборна коалиција, кој во сите овие речиси 30 години подразбира и партнерство со политичките партии на албанците. ПДП во 90-тите, ДП во двете влади и ДУИ во најголем број од досегашните влади. Но како всушност одела поделбата на подизборниот колач на власта и учеството на албанските политичари во сите 12 влади досега? Најмалку представници или двајца биле дел од првата и последната експертска влада на Никола Клюсев. Покрај вице-премиерот, ПДП имале и министер за труд и социјална политика. Веќе првата политичка влада на Бранко Црвенковски брои 5 представници на ПДП. За прв пат албанец го води Министерството за финанси, исто и Министерството за наука и повторно труд и социјална политика. Во втората политичка влада на Црвенковски, ПДП за прв пат го добива местото министер за култура. ДП како политички субјект за прв пат во влада влегува 1998 година со 5 представници. Двете реконструкции на владата во 1999 година и во 2000-та и го носат на ова албанска партија Министерството за правда прв пат. Враќањето на Црвенковски за премиер во 2002 година предводи влада повторно со 5 представници албански политичари, но овој пат на власт доаѓа ДУИ. Ги добива за прв пат Министерството за образование, здравство и транспорт и врски. Откако Црвенковски станува председател на државата, следната политичка влада на СДСМ трае 6 месеци начело со Хари Костов без промена на политичките сили. Од декември 2004 до 2006 премиер е Владо Бучковски. Коалиционен партнер ДУИ има уште едно место плюс. За прв пат Министерството за земјоделие. Никола Груевски на премиерската позиција доаѓа со коалиционен партнер ДПА со 4 представници, а една година подоцна и ПДП со плюс уште еден министер албанец. Коалиционото место во втората политичка влада на Груевски е резервирано за ДУИ со 6 представници. Веќе трета влада на Никола Груевски во 2011 и носи на ДУИ уште едно министерство во кое дотогаш немале свој министер. Тоа е Министерството за одбрана. Последната политичка влада на ВМРО-ДПМН од 2014 има 9 представници на ДУИ, од кои двајца вице-премиери и двајца министри без резор. Зоран Заев, кој денеска ја води коалицијата за негова втора влада во која влегува ДУИ и БЕСА, како лидер на СДСМ стана премиер и првата влада ја формираше во 2017 година. Коалициони албански партнери му беа ДУИ и Алијансата на албанците, партија која подоцна ја напушти коалицијата. Тогаш имаше 8 членови од овие две партии. Да проследиме нешто и од спортот. Елиминација на Силекс од Лигата на шампионите. Македонскиот вице-првак Силекс е елиминирал од Лигата на шампионите. Кратовци на гостувањето на во Баку, Азербејџан и загубија од Карабак со 4:0 во квалификацијскиот дуел за елитното надпреварување. Први се заканија фудбалерите на Силекс преку Мустафов во 5-та минута, кој од работ на 16-терникот биеше над голот. Само 6 минути подоцна Карабакс поведе со 1:0 со голот на Ромеро. Во 20-та минута се закани Дејан Тантуровски, но и неговиот удар заврши крај голот. Одново стигна казна на спротивната страна во 40-та минута по слободниот удар на десната страна, најдобро во мешаницата во 16-терникот на Силекс се снајде Уайлд Доналд Гереро, кој го постигна вториот гол, на кој му предсходеше пред крош над Силексковиот голман Божиновски, но главниот судија реше да покаже на центарот. Силекс сепак ќе продолжат на европската цена и тоа во Лига Европа. Противник на Кратовци ќе биде победникот на дуелот меѓу Шериф
Тираспорт од Молдавија и Флаеш од Луксембург. Надпреварот ќе се игра на 25 и на 26 август. Тешка била нашата судбина македонска, по нас да се јадеме, секого да трпиме. Доста е мој народе, уште ли ке молчиме? Ако пак им простиме, од нас што ќе остане? Доста е мој народе, уште ли ке молчиме? Ако пак им простиме, од нас што ќе остане? Никогаш нема да е северна, една земја имам јас, мила Македонија. Никогаш нема да не смените, едни сме за секогаш, ние македонците. Джабели се бореле, животот го давале, сега јуди изроди, тебе да те продадат. Доста е мој народе, уште ли ке молчиме? Ако пак им простиме, од нас што ќе остане? Доста е мој народе, уште ли ке молчиме? Ако пак им простиме, од нас што ќе остане? Никогаш нема да е северна, една земја имам јас, мила Македонија. Никогаш нема да не смените, едни сме за секогаш, ние македонците. Никогаш нема да е северна, една земја имам јас, мила Македонија. Никогаш нема да не смените, едни сме за секогаш, ние македонците. Едни сме за секогаш, ние македонците. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравие, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. На сите ви благодарам што бевте со македонската радио програма во изминатите 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle.